Месечино, мајко стара, зашто си толку жална? Ќерке мој, што небесен свод убаво на грби стои, не растаже човечка душа. Што мајка и татко не слуша? Што е мајко? Кажи, ако треба, ќе викнеме на помош метеорите, нашите мажи. Ќерке, ни небесен ангел не може ништо да стори. Нито сите ваши мажи, метеори. Ако детето, заради кое плачам, се уште не ми проспори. Мајко, што треба детето човек да те ече? Не плачи, секоја твоја суза и нас не пече. Самело дете милно, ама жал ми што не знае колку е силно. Од темница тоа се плаши, од вештарки и бабароги и мисли дека родителите му се строги. Самуеле, светло свети секогаш во неговата соба. Сам да остане, не сака ни да проба. Толкому Самуел дете, толкому тој, кој чита и брои, се плаши од родителите своји. Кажи ми сечено, мајко, што да се прави? Како тој може со неговиот страв да се справи? Звездички, ќерки мој, тој мисли дека родителите му се строги, зашто светно гаснат кога ќе легне да спие. И тој си помислува дека вештерките му ги повикуваат тие. Срцето почнува силно од страв да му бие и под перница главата ја крие. А родителите негови всушност знаат дека сметилка да го осветлуваме ние. Да, тие тоа го знаат и затоа светло во собата не му оставаат. Самуел не ќе да спие, пак ли под перница ќе се крие? Ого, ај сега нема да ми раскажеш како треба да го изгаснам светлото и да легнам да спијам? Ти не знаеш вештирките, па да знаеш колку се страшни. Јас знам да чувам. Моја друга Самуел може слободно да изгасне сијалицата и да се легна. Ого, ти можеш да ме чуваш од краци, а не од бабароги вештирки. Тие се многу страшни. Ово е куче силно, кога треба опасно, а кога треба и милно. Ово сака и приказна да каже. Нема да лаеш толку силно. Да не дојде мајка ми да не ми го изгасне светлото, а да приказна каже. Тоа е приказна, но е пола вистина. Мора во темница да се каже. Ти си за приказните, а јас сум за светлото. Важи? Самуел е многу плашлив. Како да не е плашлив. Само сакам поубаво да те гледам, а за приказна кажи, утре сум на училиште. Приказната ми ја кажа дедо Мишарко, што одиде на Беласица планина овци да чува. Тој ја слушнал од овчарите, мислам, направите, што овци чувале и приказни раскажувале. Ајде ово почни веќе еднаш да раскажуваш. Чекај малку, од кога не сум лавнала? Грлата ми си сече. Настанот се случува не многу одамна, како пред 9 века, кога во Македонија се лелека. 9 века? Ого, па тоа е многу. Од што се лелека, од што се плашат сите? Македонците поробени биле, а имало и такви што се плашале од пиле, ги плашале со смрт, глад и убивање на челат. Челат? Што е тоа ого челат? Така старите велеле за деца. Сите биле несреќни и така им поминувале ноќи и дни. Ноќите биле многу мрачни, дувале ветришта северни. А месечината и звездите на македонците се уште им биле верни. Месечината на мајките им кажувала чиј син што ќе биде. А со децата сон сонувала и со зракот ги милувала. Тогаш немало ли сијалици? Ниту струја немало во тој век, а за се природата била лека. Самоиле, веднаш да го изгаснеш светлото и прати го оговам. Утре си на училиште. Морам да одам. Утре ќе ти ја дораскажам приказната, а сега ти спи и од ништо да не се плашиш. Самуел, Самуеле. Леле, мама, одвида вештирките. Не сум вештарка. Јас сум месечината, пријателка на дечињата. Јас му реков многу приказната да ти ја каже. Бистина беше, тој не те лаже. Погледни низ прозорецот, ќе видиш како ти се смеам.
Знам и многу убаво да пеам. Ки ти ја дораскажам приказната низ песна, да ти биде полесна. И со мене ли сон ке сонуваш и тајни ке ми кажуваш? Секако мил се мојле, само ти легни си пиле. Средосумилите века се родил цар покрај една река. Уште од мал, силен и храбар бил, го крстиле Самуил. Го познавав откако се роди, му реков народ ке води. Уште од мал, силен и храбар бил, царот Самуил.